Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Денес во Македонија православните христијани, а и насекаде околу светот, го слават Свети Никола Чудотворец, светецот заштитник на сите. Свети Никола е еден од најпочитуваните светци, а го слават и католиците. Житие за овој светец слушаме од мојот денешен гостин, односно од отецот Игор Здравковски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Бог нека го благослови ова утро на сите луѓе. Благодарам за поканата. Секогаш одбирате убави теми кои што се поврзани длабоко со животот на нашиот народ, и секогаш ќе се трудиме да издвоиме и нешто кое што моментално се случува, нешто што е актуелно, нешто што треба да се знае, нешто што треба да се смени, да се коригира, се со цел евангелието, добриот збор кој што Бог го прати на овој свет утехата, да може да стаса до сите луѓе на прав начин, како што е православно, од таму изборот, правилно да се слави Бог, значи правилно да се почитува и да се правилно верува во него. Така. Овој светец има една многу возбудлива, интересна, фасцинантна приказна која што со векови ги фасцинира христијаните. Дали би сакале да ни кажете едно кратко житие за овој светец? Така, овој светител потекнува од Мира Ликиска, значи тие области се веќе источен блок, далеко од Европа, меѓутоа во тоа време доста е развиено и културолошки, и се пишувале и книги, и многу и светители имаме од тие предели. И како што вели Бог, јас си ги знам своите и тие ме знаат мене, овој светител уште од самото раѓање е избран од Бога. Не во смисла дека Бог едните повеќе ги сака, другите помалку, меѓутоа како Бог кој што знае на секого какви ќе не бидат одлуките однапред и каков труд ќе вложиме за нашиот духовен живот. Во Свети Никола Бог става го огромна благодат, која што благодат нема да биде само како награда за Свети Никола, туку повеќе како награда за светот кој што ќе живее понатаму по примерот негов, ќе се сеќава на добрината каква што еден светител треба да има, и до ден денеска имаме и мошти од него кои што точат исцеленија и помагаат на оние кои што се во неволја, преку тоа што Бог ќе ги награде на оние кои што допрва треба да се осветат, практично дава дар и на целиот свет. Свети Никола започнува со оние чинови кои што ние ги знаеме во Светото писмо запишани, ѓаконскиот, свештеничкиот, и станува и епископ, и што е практично скоро и во секое житие на еден епископ од ранг на светител, не сакал да стане некој кој што ќе треба да раководи народ, бегал од една одговорност и од пофалби од такви работи, меѓутоа сепак Божјата волја е она кој што ќе знае да ги нареди работите, да оние најкротките и најдобрите повторно излезат на виделина, и покрај останатите работи што ги знаеме за Свети Никола, јас во оваа емисија би издвоил еден момент кој што повторно ќе се навратиме на она колку е важно правилно да се верува, односно православно да се верува. Живееме во време кога веќе духовноста, или јас сум духовен човек, а религиозноста не ме интересира, или не припаѓам на некоја верска организација, станува се помодерно, да човекот на тој начин да може без некаков авторитет да може оно што му е духовното самиот да си го задоволи. Јас ќе го посочам примерот на тоа како, живеејќи по заповедите Божји,
пазејќи на догмите, кои што нели звучат сурово, меѓутоа догма е нешто кое што го чуваме како што Бог ни се откри, на тој начин и ние тоа го чуваме запишано и нема да го менуваме, како што бидејќи во православието ништо не е сменето 2000 години, како што ни е предадено од Христа преку апостолите од светите отци до ден денеска. Ќе го слушнеме примерот нели на Свети Никола како тој и заврши на крај во затвор, во Зандана, само заради тоа што застана на страна на догма. Имено на Вселенски собор, во тоа време многу почести биле Вселенските собори, ние пред некој време имавме исто сличен таков, се дебатира и се утврдува верата. Прост пример. Христос преку усно им го предава учењето на апостолите. Тие на други луѓе. Меѓутоа, како што раснело христијанството, нормално е секој човек си има свој ум и своја логика, почнува да подпрашува. Меѓутоа, покрај оние добронамерни прашувања за вера, како на вистина ни се откри Бог, дали е тој вистински Бог, како се роди од Богородица Дева, па сега кој е Синот, кој е Светиот Дух, кој е Отецот, се појавило луѓе кои што по своја некоја логика започнаа да ги менуваат работите. Догмите се уште не биле запишани, се живееле тие догми, знаело во што се верува. Меѓутоа, ајде сега да видиме спротивната страна што има да каже, бидејќи тие биле толку инвазивни, толку нападни, што цели групи на луѓе собирале, па ги буквално во ерес ставале, во погрешно учење. И за да не биде тоа недемократски, секој има право да се изјасни, нели? Некако пред суд да биде однапред осуден, меѓутоа се истакнувале работи кои што црквата ги има и светите отци се собирале од цела вселена за да може да ги презентираат делата од нели и од Стариот Завет и од Новиот Завет, се да се утврди што е вистина, што е невистина. Меѓу нив бил и Свети Никола, кој што иако бил во еден период доста тивок, не се мешал, меѓутоа кога била навредена мајката Божја, кога бил понижен Синот Господ Исус Христос, станал и на Ари мудрил шлаканица. Што не може да се очекува од нели свет човек, од еден добар кој што треба да биде смирен до, како ние замислуваме денеска, до степен на летаргичност. Смирена особа, она кој што тивко зборува, гестикулациите му се полуфлегматични, меѓутоа светителите не се такви. Тие се полни со жар, со ревност. Кротки се да истрпат секакво мачење, секаква увреда. Меѓутоа кога станува збор за Бога, Свети Никола си носел и таков карактер да направил таков акт, да повреди друга личност. Заради ова бил отстранен од соборот и од страна на браќата негови свештеници и епископи, меѓутоа Богородица и Христос се јавуваат на еден од епископите, држејќи нели Евангелие во раце, Христос, дека ние сме заштитници негови. Овој човек кој што е затворен, заради тоа што ја бранеше вистината, веднаш да биде пуштен, Евангелието во рацете на Христа, значи дека она што Свети Никола го застапуваше и го кажуваше, иако не било застапено во Светото Писмо, сепак тоа е дел од Светото Писмо. Зашто, нели, Свети Јован вели, ако се би се запишало она што Христос го кажа, не би се собрало во сите книги што се во светот. Затоа што црквата и после Христа, и после она што беше запишано во Новиот Завет, продолжува да живее и да напреднува и да дава одговор на прашање. И тоа Свети Никола ни покажува колку треба да се чува вистината. Дури, нели, имаме и примери од светители кои што и животот го дадоа. Зашто верувајте, сега да не навлегуваме во историски промени до расцеп помеѓу Римокатоличката црква и православната, промените во сваќање на работи, до тоа како во Римокатоличката црква има инквизиција, се има појавено крстоносни војни, а во православието никогаш такво нешто се нема појавено. Во Римокатоличката црква еден период имало и да се плати за гревови, за да ти бидат простени на тебе и на семејството, а во православието тоа е незамисливо. Само заради тоа што луѓето како Свети Никола, епископите,
секогаш се бореа, па макар и со свој живот и беа прогонувани, некои умираа за таа вистина некаде во пусти острови, само за да може да остане неискварено учењето на Христа. Затоа, нели, повторно ќе потенцирам православната црква која што ги почитува нив, ги почитува како пример за држење на вистина и за неменување на она кое што беше кажано и од Христос, апостолите и од свети отци како вистина. Светиот Николај е познат многу поради доброчинството што ги правил. Сите средства, сето богатство што го имал, го раздал на другите. Нешто како пастир кој што стадото свое го чувствуваше како свое семејство, ништо за себе не задржа. И отаму и онаа идеја на западниот свет да го представат денобраз како оној кој што носи поклони на децата, слегува низ оџак и под елката остава дарови. Во реалноста, значи на вистина постоел таков човек. Дедо Мраз се презентира како бајка, како нешто кое што во подоцнежните години на децата им се открива дека нели постои или не постои. Меѓутоа, на вистина Свети Никола постоел како човек. И до таа мера е култна неговата личност и до таа мера бил доброчинец што гледате колку сега и по реклами сите го користат тој момент. Меѓутоа, на вистина Свети Никола бил човек кој што се давал за другите, за сиромасите, градел болници, училишта за деца, згрижувачки домови за деца без родители. И моментот на елката ќе го вклопиме во ова кажување, зашто доаѓаат празниците, и да ни биде јасно дека нели елката е христијански символ, затоа што преку неа светиот Бонифаци има објаснато на западните земји, Холандија и натаму нели Германија, каков е Христос. Па тој кога им кажува дека тој е вечно жив, дека и после погребението повторно живее на небото, тој им кажал, еве како ова елка што е зимзелена постојано, нели, таков и Христос. И затоа елките се китат, нели, пред Божич и после Божич остануваат. Звездата што се става горе всушност е Витлеемската звезда која што го осветли патот и го покажа на мудреците да ја најдат пештерата кај што беше роден Христос, а подароците се оние дарови кои што и Свети Никола ги носеше на луѓето, меѓутоа и даровите кои што беа донесени од трите мудреци, злато, ливан и смирна, нели, за да покаже дека златото се пренесува на царот, значи веќе го препознаваат како цар, ливан или маслото како помазаник Божи, како избран од Бога, и смирната, тој е темјанот, кој што му се пренесува на Бога, тие му принеле и темјан, за да покаже дека тој е, иако е човек, по природа роден од дева, тој е и Бог. Така што сите овие работи го прават амбиентот околу овие празници, околу овие слави. Нели, да се навратиме на Свети Никола. И во прозните народни умотворби се раскажува за тоа како Свети Никола ги помага сиромасите. Но од особено значење и важноста на Свети Никола е за тоа дека е заштитник, односно чудотворец за сите морепловци, рибари, бродови и слично. И сето тоа до таа мера што може да го одмрзне и замрзнатото море. Така па, секој светител, посебно нели, некој град кога го почитува, не го почитува еден човек, туку чудото го доживеале мноштво луѓе. И тогаш се ствара култ за нешто. Не може еден човек да потегне лага и другите да поверуваат. Нели? Таков е случајот со Свети Димитри Мироточи Солунски, кога градот го зачувал од наездата на османлиите. Нели, Свети Спиридон го празнуваме заради тоа што и покрај тоа што е светител од 3-4 век, обувките му ги менуваат секоја година и тоа пред луѓе, а телото е секогаш изложено в црква, заради тоа се смета како жив светител и отаму и заштити на чевларите. Свети Никола има помогнато на луѓе кои што се нашле во неволја, во бура. И тогаш некој од христијаните почнал да му се моли, им се појавил буквално како сопатник кој што го смирил морето. И оттаму произлегува, нели,
не дека Свети Никола нема и за други работи да ни помогне или да не испадне сега како Бог на морето, туку како оној кој што во конкретна ситуација се појавил на оние кои што од срце побарале помош на него и затоа се слика и на икона како е дел од екипажот на брод кој што нели смирува едно немирно море, како што и Господ Исус Христос го смирил морето кога се уплашиле апостолите и повикале кон него. А тој им кажа и на апостолите, нели, поголеми чуда од овие ќе правите, од оние што ги видува од него. Сакајќи да им наговести дека оној кој што ќе живее по заповедите Божји, оној кој што ќе оствари таков близок контакт со Бога, ќе ги поприми квалитетите на Бога. Отаму и чествувањето, нели, на светиите, зашто во делата апостолски ќе видиме дека христијаните од првите векови сите меѓу себе се ославувале со светии. И имаме сведоштва дека кога била гонета црквата Христова, кога уште немало ни храмови, нити било што друго, литургија се служело на гробовите од мачениците. Верувам дека како и ние кога денеска ќе влеземе во црква ќе почувствуваме некој мир посебен кој што не е од овој свет, така и тие чувствувале таква сила покрај моштите на оние кои што загинале маченички за верата Христова. И отаму и праксата да се зема дел или честичка од мошти на светители и да се става на престол во црква и на Антимис, за да може да се служи. Во други прилики не може да се служи, нели, литургија. Ние го имаме телото на Свети Никола, односно неговите мошти во Бари, во Италија, и секој, нели, може да отиде таму и да се помоли на нив. Сега, повторно нагласувам дека ова не е нешто ново кое што православните го измислиле, да се почитуваат мошти на светители, па да сметраме дека тие се поголеми од Бога. Мораме да знаеме од каде таа сила доаѓа. Црквата има дефинирано строго дека светителите се почитуваат, им прилега почитување, а на Бога му прилега обожување. Че вие почитувате и драг пријател, почитувате и родител. Секако, Да. Таков вид на човечко почитување му се дава на секој светител, зашто посебно се потруди од другите, повеќе даде од себе. Кога беше важно да се одбрани верата, да се распространи верата, да се помогне, тие беа во тие први борбени редови за верата христијанство. За да христијанството остане до ден денеска какво што е, нели, непрекинато во свој континуитет, тие жртвата ја дадоа. За ние да ги имаме и учењата утврдени, и светителите, токму поради тоа како добар пример ги почитуваме. И многу е важно да се знае дека и тие имаа природа како ние, и тие беа луѓе како ние што сме, меѓутоа Бог ги направи нив повеќе од нас. Значи, тие станаа слични на Бога, неговата благодат, како што телото кој што Христос го направи, го носеше, стана посилно од смртта, па и воскресна, така и телата на светителите станаа повеќе од нашите, заради тоа што и тие подвигот го дадоа, ама и Бог стави прст врз нив и благодат за да можат да помогнат на луѓето. Отаму и празнувањето на светители и нивното повикување секако не е на ниво како кога ќе му се помолиме на Бога. Ние ги делиме светителите, нели, човекот не може да се измери да стане сличен со Бога, многу е понизок од него. Меѓутоа има во еден тропар кој што се пее кон светител: слава му на оној кој ти даде сила, слава му на оној кој те овенча, слава му на оној кој преку тебе точи исцеление. Се мисли на Бога. Значи, ние прославувајќи ги светителите, го прославуваме Бога кој што добри ни дава на нас. На нас ни е многу јасно дека нема друг застапник пред луѓето освен Христос. Така читаме во Светото писмо од апостолите. Меѓутоа, добриот пример си е добар пример. Дека Бог каже дека и луѓето ќе прават поголеми чудеса од она што тој ги направи, навистина тоа се случува и ние нив ги имаме како застапници, како што еден прост пример. Апостол Петар беше во затвор, а се вели црквата се молеше за него. И како што јас можам вас да ве помолам, вие да се молите за мене, нели? И обратно, така и ние светителите ги молиме да се застапуваат како оние што посебно се посведочија, нели, и луѓето ги славаат токму поради тоа што се издвоија преку подвизи и преку тоа што Бог ги
посведочи како посебни, да се молат за нас, за нашите ближни посебно, нели, затоа и имаме славите. Ги имаме како застапници кои што цела година за нас се молат. И сега доаѓа моментот на нивното упокојување, моментот на нивното прославување, кога ние треба да возвратиме. Како? Дома приготвуваме пшеница, леб, вино. Знаеме кога е денот за литургија. Многу важен момент е тоа да се дојде на служба. Зашто и колачот почнал да се сече како благослов, првинот како било напишана службата. Се спомнуваат неговите дела, неговите чуда, тие нас ке не утешат, нас ке не израдуваат зашто имаме таков застапник, ке ни покажат неговата врска со Бога и ние уште повеќе ќе ги сакаме. И секако од секоја литургија Бог благослов ни дава на нас. Тука е застапништвото на Свети Никола, ние сечеме колач, односно свештеникот го благословува, повторно Бог е тој кој што осветува, и како и духовен благослов преку молитвата, и телесен, ние го носиме тој леп осветен, пшеницата и виното дома, за да може семејството и оние гости кои што ќе дојдат, таа енергија и тоа расположение кој што ние сме го доживееле во црква, автентично да го пренесеме. Зашто друго е човек кој ќе ни дојде на роден ден, на свадба, од нашето човечко му пренесуваме, од човечка атмосфера му пренесуваме. Меѓутоа, домашната слава си има една друга атмосфера која што е поврзана со небесното. Како ќе знаеме ние таа духовна атмосфера да ја пренесеме на гостите и тие да ја почествуваат, ако ние воопшто духовно не сме учествувале во молитва? Сега, би сакала да се задржиме тука малку на тој дел. Денес, како што веќе реков во најавата, е токму се чествува и се празнува една од најчестите слави, барем во нашата држава. Кои се обичаите на кои што треба да обрнеме особено внимание, а бидејќи веќе го напоменавте и колачот, би сакала да се надоврземе и на тоа и да кажете дали колачот треба строго да се приготвува во домашни услови? Така. Благословот Божи доаѓа на сето она што е добро. Меѓутоа, значи не е проблем луѓе и да купат колач, доколку немаат време за тоа. Меѓутоа, верувам дека покрај сите подготовки што ги правиме од, нели сега постна слава, од риби до салати, до се она што се подразбира до чистење на куќа, лебот повеќе има символ на пренесување на нашиот труд, на нашата мака, сме се потрудиле да измесиме, да направиме, за да принесеме на Бога, за тој да го освети. Многу е поисправно човекот, нели домаќинот, да има некој дома тоа да го направи. Значи, дел од лебот не подсетува, нели, на телото Христово, кој што тој, нели, го прекрши на тајната вечера, иако не е замена за причеста, виното, крвта негова, кој што се пролеа за нас, пшеницата да не подсети дека постои блажен живот и вечен живот, затоа што апостол Павле вели додека зрното пшенично не се стави в земја и не скапе, не може да роди нов плод. Сето тоа символички се подготвува дома, луѓето сите се смируваат, не смее да има скаран некој меѓу себе. Кога доаѓа момент за слава, и ова важи и за големите празници, треба да ни бидат како подсетување за представување пред Бога. Пред Бога не можете да придете ако со некого држите омраза кон некого. Мора да простите на сите што ви сгрешили. Доколку се близу до вас оние на кои сте им сгрешили, да побарате прошка. Верувајте, правилото на молитвата ни е правило на живот христијански. Ако застанеме на молитва и не можеме непречено да се предадеме, тогаш во себе или имаме страсти, или имаме желби кои што не се вржани со духовниот дел од празникот. Сето тоа треба да го порамниме во нас. Не се подготуваме куќа да градиме, туку пред Бога да застанеме, па да имаме грижи безброј. Се очистуваме, се измируваме, тргаме се што било на страна, за тој ден да може благодата Божја да не биде на прво место, односно, ако само на неја мислите и само на Бога и само на светителот, ќе можете од се срце да побарате, нели, во молитва нешто. Ако се оптеретени со безброј грижи и нервози, не знам што, верувајте дека тоа само формално ќе биде. А Бог срцето најдобро ни го знае, може би повеќе од нас, и он ќе знае дека
овој што сега бара од мене не бара нешто од се срце. Затоа нема да се добие. Затоа на прво место, повторно посочувам, многу е важно семејството да присуствува на литургија. Зашто тој амбиент, верувајте, ќе ве смени, ќе ве коригира, ќе ве одухотвори. Зашто Бог сепак како под една капа не собира кога се молиме, зашто тука се моли и Мајката Божја, и светителите, и светителот кој што го празнуваме. И што е најважно, се принесува жртвата која што Христос на тајната вечер ја побара. Лебот и виното да станат тело и крв Христови. И он рече, што рече? Ова правете го во мој спомен до крај на светот. Тоа принесување на леп и вино да станат тело и крв негови. И тогаш, ако сме подготвени за причест, како што треба, уште поголем благослов примаме и каква ќе биде атмосферата дома. Доаѓаме растеретени, измирени со Бога, измирени со ближните. Колку дена е пожелно да се пости пред така, самиот овој празник? Па да, постот секогаш се поставува како подвиг, кој што ќе ни помогне да се наштелуваме за сите овие работи, да ги доживееме, како што нели спомнавме. Значи, правило за пред слава да се пости не постои такво нешто. Знам дека дел од луѓето постат пред слава, било мрсна, било постна, толку дена и толку памтат, нели, нивните предци постеле, меѓутоа, верувајте дека тоа е самиот човек си го наложува на себе. Ќе отворите календарче и ќе видите од кога до кога е благословен пост. Си има причина зашто тоа е така оставено, кога се разрешува, кога среда и петок не се пости. Затоа оние кои што спаѓаат во оваа група на постни слави, всушност постот би требало да го почнат како почнува Божитниот пост. Оние што постнат пред слава не постат за Свети Никола, зашто не постои пост за Свети Никола. Постои Божитен пост, кој што е пред празникот раѓање Христово, постои Великденски пост, кој што е пост пред Воскресение Христово, Петровденскиот, односно Апостолскиот и Богородичниот. Среда и петок и за Свети Јован, нели одсекување глава. Постот пред се што ни значи на нас? Многу луѓе велат, па јас никого не сум убил, немам гревови, нема што да постам. Сметајте дека ние постиме за да се некако искупиме пред Бога, но не е така. Христос немаше гревови, а постеше 40 дена во пустиња, за да може оваа природа што ја носеше и он, нашата, да може да ја смири. Зашто постот не е природно нешто. Зошто да не јадеме кога се имаме пред нас, зашто сега да имам денови кога смеам, кога не смеам да јадам нешто. Меѓутоа, вие на животно можете да му дадете компир и месо на едно куче. Так. И кажете му сега е пост и ќе видите дали тоа ќе разбере и ќе го земе компирот на место месото. Поентата е во тоа. Достоинството човеково најмногу се истакнува и се приметува кога нешто слободно ќе избереме и кога имаме можност да избереме. Слободата е она кој што човекот го двои од животните. Нели? Чествувањето на Свети Никола е проследено, како што рековте, со постна трпеза. Така. Што е она што е неопходно, што треба да биде на трпезата, освен виното и пченицата, Така. што ги напоменавте? Да, па повторно се навраќаме на она дека оно кој што го започнува Божитниот пост, правилото на постот е следно. Среда и петок се пости без масло, останатите денови со масло и сабота и недела се јаде риба. За време славите се разрешува постот на највисоко ниво и тогаш може да се употреби нормално риба и се она кое што луѓето се во можност да го принесат на луѓето. Што значи? Убаво е луѓето како христијани да ги почитуваат постите, нели? Но не се задолжени претходно да постат не знам колку денови кои што сами ќе си ги одредат. Кога ќе се дочекуваат гостите, се дава дел од лепчето кој што е благословено, дел од пченицата. Се поздравуваме нели со вечна слава, мислејќи вечна слава нека е на светителот кој што го празнуваме, и тогаш луѓето седнуваат на трпеза. Повторно, како ние како домаќини духовно сме подготвени, го разбираме празникот, го љубиме светителот, би требало и да одбереме и тема на разговор кој што ќе биде зближувачка, мирна, кротка,
без вмешување на политика, на она што не дефинира за да се разделиме, туку баш напротив. Бог црквата ја создаде како едно тело. Во моментот кога ги почестуваме, кога ги честиме гостите кои што дошле кај нас, всушност му даваме место и тие да го чествуваат Свети Никола, зашто еве ние одбравме таков голем човек и светител да прославуваме, и затоа многу е важно домаќинот темите да ги одбира. Какви ќе бидат, што ќе бидат, да не избега ништо во претерување. Ни во храна, ниту во алкохол, зашто се е благословено, се ни е полезно, но не ни е се од корист. И така, се извинувам што ќе ве прекинам, но веќе, и самите ние, нели, сите сме сведоци на многу слави, одиме кај многу пријатели, некако се почесто се става акцент на тоа прекомерно користење на алкохол во текот на таа вечер, како и она дека славите се повеќе почнуваат да личат на свадби, така и нешто слично. Да, како надпревар, па знаете како, нека биде скромно тоа. Факт е дека од една мера оној кој што не може многу да принесе се чувствува како посиромашен, како увреден, затоа што нема што да принесе до таа мера. Јас би кажал, човек од срцето кога ќе го излие за своите ближни, кога ќе се помоли во црква за сите оние кои што му се ближни, оној кој што сече колач. Повторно, моментот на литургија е важен. Кој што ќе се помоли за сите нив од се срце. Верувајте дека подобра атмосфера ќе биде кај некој кој што воопшто не мари за тие духовни делови, а оно формалното ќе го исполни, многу подобра атмосфера ќе биде кај тој човек. Тука ќе истакнам еден важен момент, дека колку храната не е битна и трпезата. Зашто луѓето сакајќи да се покажат, нели, пред луѓе други, колку може да спремат, имаме слави кои што, нели, се пред Божитниот пост, Свети Архангел Михаил, Свети Ѓорѓи претходно, пречиста и така натаму, кои што ако паднат во среда и петок, тие се постни. Не сакајќи луѓето да го запазат духовниот дел, кој што е многу поважен, зашто сепак слава е нешто духовно, не е роден ден кој што не може било како сакаме да го славиме, тие принесуваат мрсна трпеза под изговор, ама ова е сега мрсна слава. Убаво, повторно ќе речам, ќе отвориме календарче и ќе видиме кои денови се пости. И според тоа ќе се раководиме. Мрсни и постни слави се нарекуваат оние кои што се пред Божитниот и после Божитниот пост. Зашто и оние кои што ќе влезат во Божитниот пост, како што е Свети Никола, кој ден да се падне, тогаш таа е постна слава, нормално. Меѓутоа, другите имаат голем дел од мрсни денови, меѓутоа среда и петок не смееме да прекршиме ако сме христијани. Зашто постот е момент на истоштение и сеќавање на нешто важно. Среда е ден кога Христос се беше предаден, петок е ден кога Христос беше распнат. Тажни денови за нас христијани, кога се потсетуваме дека Бог заради нас жртва принесе. И ние, ако не се потсетуваме преку тој пост, преку учествување во страданијата, ќе заборавиме. Затоа е важно човекот прво и духовното да го запази. Нели, трпезите можат било какви да бидат. Ако духовно не сме подготвени со вера и да го прославиме светителот, и да му се помолиме буквално цело семејство да застане пред иконата, да се прекрсти, да домаќинот со своји зборови да се помоли на светителот и тогаш да ги причекаат гостите, тогаш залудно ќе биде се она друго формално. Така, тоа се значи тие некои факти кои што треба да... Првин духот после телото, прво духовното, после материјалното, пошто тоа е форма, тоа може да се менува. Верата, истината, љубовта, искреноста треба да претходат на се, нели, што го правиме во животот како христијани. Така, каков треба да биде самиот пристап и во текот на литургијата? Така, да. Значи, кога доаѓаме во храм Божи, од навечер треба да се подготвиме, да знаеме каде одиме. Не е тоа пазар, затоа да заборавиме дека в црква, кога ќе се видиме со некого, веднаш треба муебе да почнеме. Како се, што се неговите, што правиле, како еве тука јас да поминам ни сите икони, да тропнам со паричка. Не смееме метеж да правиме. Ако доциме на литургија, тогаш влегуваме и најтивко и бакнуваме иконите
и застануваме, нели, мажите од десна страна од иконата на Христос, жените од лева страна и учествуваме во службата. Да видиме до кај е стасана, а ако не знаеме до каде сме, што сме, барем за почеток, празнејќи се себе си со се она што е наша предпоставка, наша нервоза, наша суета, се празниме себе си и буквално велиме: Господи, еве, дојдов во Твој храм, да го прославам овој голем светител, помогни ми да најдам мир, помогни ми да најдам учество во она што сега се случува, и верувајте дека ако срцето е отворено, чисто, Бог ќе си најде пат како да се помолим и што да се помолим. Дури од кога ќе заврши литургија, тогаш излегуваме, палиме свеќи, сечеме колач, или сиот благослов го носиме дом. Затоа е важно да знаеме кога прагот се пречекорува на црквата, на храмот, влегуваме во Царство Небесно. Затоа и свештеникот започнува на литургијата со зборовите: Благословено е Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Затоа што во тој момент се прави конекција со небесното. И времето и просторот во храмот стануваат небесно. Значи нема веќе време, нема простор, се е Божјо, исполнето со божествена сила, и тогаш и оние што починале, наши ближни, и светителите, и Бог, и ние живите што сме дошле во храм, учествуваме како едно нешто. И на тој начин, откако се ќе заврши, се враќаме дома со една друга мисла. Така, констатирано е дека последниве години некако обичаите околу сите празници се менуваат. Сега, само иницијативно ги менуваат луѓето. Не можеме тоа да одлучиме и да прецизираме дали е тоа поради незнаењето за чествувањето на тој ден или пак покрај некои други олеснителни околности, така да се изразам. Така, па лошо ако нешто правиме од помодарство. Лошо ако славите ги префрлиме на некои надворешни терени кои што не се домашни. Лошо е повторно ако славите ги правиме за да се покажеме колку сме материјално подковани, колку имаме моќ. Тоа луѓето си наоѓаат, оној кој што ја носи таа страст ке си најде начин како тоа да го имплементира. Баш напротив, треба да се потсетиме на тоа колку светителот што го славиме, конкретно Свети Никола, бил скромен човек. Колку се трудил верата, љубовта, помагањето да ги истакне на прво место. Ние како оние кои што избрале таа слава да ја слават, треба да го продолжат тој пример. Да го продолжат примерот на Свети Никола, да и гостите кога ќе дојдат кај нив да го препознаат Свети Никола во домаќините. Или добрината и љубовта. И сега има, точно е, и складно градови на живење, како милје кои што ги украсуваат тие градови, некои променети традиции. Меѓутоа сепак не смее да се смени она. Лебот се принесува заради тоа што и Христос го благослови лебот на тајната вечера. Кога беа гладни луѓе после долга негова проповед, тој му донесува апостолите 5 леба и тој ги благослови лебовите и награди 5000 луѓе и се вратија 12 кошници во раце на 12 апостоли да знаат каква сила има благословот Божји, дека всушност нема тој леб да не нарани нас кој што сме го прекршиле во црква. Туку благословот кој што со вера се прима од страна на Бога и е важно оно кој што срцата ќе ни ги исполни. Затоа тие работи, лебот, пшеницата и виното не смеат да се менуваат. А се она друго ќе биде според капацитетот на домаќините. Меѓутоа треба да се запази. Сепак она што е духовно на прво место треба да биде. Можеме да воочиме, а и се гледа сигурно дека на иконата на Светиот Никола од едната страна се наоѓа Исус Христос со Евангелието, а од другата Пресвета Богородица. Так. Какво е значењето? Така, па и Пресвета Богородица секогаш се слика од царските двери на иконостасот од десна страна, од левата страна, а секогаш Христос од десната страна. Таа ни се појави во светот не случајно, не е било која. Нели, како што сакало низ вековите еретиците
од кој еден или Иари, кој што Свети Никола го и опоменал. А затоа и таа се појавува на иконата, зашто тој сакал незиното место, достоинството да ја го одбрани. Кога се сретнала со Елисавета, или мајката на Свети Јован, таа рекла: од сега ќе ме ублажуваат сите родови. Значи, почитувањето ќе биде проследено до крајот на вековите. Зашто Бог не е насилник. Бог ја почитува слободната волја. И затоа тој чекал момент кога ќе се роди токму Марија, дева, таа која што толку ќе се предаде на Бога целиот свој живот и мисла и ќе му биде толку послушна за преку неја да се роди Синот Божи Христос. Зашто и таа ја покажа својата слобода кога Архангел Гаврил дојде до неја и кажа што ќе се случи. Таа не кажа: е добро, јас немам слободна волја, нека прави Бог со мене што сака. Таа праша како ќе се случи тоа. Тој објасни дека преку Светиот Дух Бог, животворецот, ќе даде живот во незината утроба. Што таа каже: јас не знам за маж. И таа тогаш, откако беше објаснато, кажа: нека биде волјата Божја. Таа учествуваше во спасението на луѓето, заедно со Бога. Таа е толку важна што таа да кажеше не, Синот Божји немаше да се роди, искупителната жртва немаше да се случи. Бог немаше да ја фати за гуша и да каже: ќе биде по моје. Затоа и на иконата покрај Христос, како потврда за вистина, секогаш ја имаме Богородица. Имаме моменти, чудотворни икони, кога таа го укорува својот син, му преправа за да на нас не биде добро. Затоа и како заштитничка и на Светиот Никола, епископ, кој што сакаше незиното достоинство да го заштити, таа се слика од едната страна, милувајќи го, благословувајќи го, од другата страна го имаме и Христос, да не испадне дека таа нешто на своја рака прави, кој што го држи Евангелието, Словото Божје, како потврда дека Словото на Свети Никола, дека Богородица не е човекородица, туку на вистина е посебна, кој што Бога го роди, туку е Богородица, дека неговите зборови, неговото Слово е потврда за Евангелието што Христос го проповедаше. Отаму, нели, на иконата се сликаат појавата на Христос и на Богородица над Свети Никола. Так. Отец Здравковски, ви благодарам пред се што потврдно се одзвавте на нашата понуда и што сите оние прашања кои што не интересираа и кои што сакавме да ги посочиме и потенцираме овој ден, вие ни дадовте едно убаво објаснување. Така. Јас само би препорачал на луѓето што се однесува до постот, до молитвата, до литургијата. Нека не го конзумираат како нешто што веќе им е познато и веќе знаат, нели, како и што се прави. До оние кои што не слават слава и сметаат дека тоа е нешто без везе. Значи, за се што е духовно во нашиот живот треба да се вкуси, да се проба, да се започне. Не е нешто што може на реклама и вака да се презентира само и да ни биде јасно. Зашто сепак секој човек носи душа и таа душа е вечна. Телото е оно кое што е смртно. Секој од нас треба да се потсети како Бог, еве, преку оние кои што му угодија и нам ни остави сведоштво дека постои вечен живот. Што претходно ги спомнавте моштите на Свети Никола, на Свети Димитри Мироточив, кои што наместо да смрдат како на секој човек кој што од часот на смртта започнува да замирисува, неговите мошти ден денес како ќе влезете во неговиот храм на Свети Димитрije во Солун, прекрасно мирисат. Свети Спиридон има мошти нераспаднати од 4 век, доаѓа дури и научници испитуваа како е можно толку векови да стои тело на човек и да не се распадне. Исто е со Свети Василий Острошки и со другите свети кои што ги почитуваме. Сакајќи Бог да посведочи дека оној кој што Бог ќе го спаси, нема да му ја спаси само душата, туку и телото, зашто се што создаде Бог е добро. И да ни покаже дека навистина ќе постои тоа обновување на цела природа, кој што нема да се распадне и да остане само храна за црвја, туку ќе ја вознесе во Царство Небесно. Затоа овие работи, и постот, и молитвата, и почитувањето на Божјите заповеди, и милостињата, се во склоп за да го здобиеме Бога. Да бидеме некако поблиску до Него. Славејќи ги славите, се подсетуваме, домот се подсетува за тие луѓе што му угодија на Бога и каква награда добија, та и ние да му угодиме на Бога
и ние да добиеме таква небесна награда и близина со Бога, зашто навистина во крајна линија христијани сме само поради една работа. Заради тоа што Христос даде одговор за смрт. Не е филозоф, не е идеолог, не е некој што сака да го измами народот па да си направи своја група кој што ќе може црквата да си ја влечка како сака. Да запамтиме, и Свети Никола, и Христос и апостолите, заради вистината пострадаа. Не добија корист заради тоа што го кажаа, туку баш напротив беа казнети. Но еве гледаме дека надежта се уште постои и што е многу важно, по примерот на Христа и апостолите и светителите, и ние треба да црпиме сила, верата да ја одржиме и вистината да ја говориме, зашто Христос, откако умре, Он воскресна и ни даде живот вечен. Заради тоа сето ова го правиме. Зашто најдовме во Христа одговор за смрт. Така, ви благодарам за овие убави зборови кои што особено смирувачки делуваат на верниците. И вам ви благодарам, драги гледачи, на сите оние кои што го прославуваат овој ден. Им посакувам среќна слава, сена и убаво, многу мир, здравие, слога и среќа во животот. Останете со програмата на К3 телевизија.